Добар ден и од мене на сите. Мирдите Джилве. Јас пред да почнам да објаснувам што всушност е содржината на законот на кратко, сакам малку да два збора во тоа како дојдовме до овој момент, значи процесот како го почнавме. Всушност почнавме негде во април-мај минатата година, кај што се формираше нова работна група посебно за драфтирање на овој закон, со комплетна поддршка од Сигма, со експерти надворешни и со локални експерти. И ја теравме ова работа до овој момент. Прво работивме на тоа што се вика policy paper, кој што го работивме заедно негде до лето. Во септември, почеток на септември, доставивме информација во влада во врска со тој документ, policy paper, каде што од страна на влада, значи, информацијата се усвои и земавме обврска, значи, да почнеме со драфтирање на законот. Исто така сакам да спомнам дека во тој процес имавме и две студиски посети на институции од надвор од државата. Едната беше во Португалија во јануар, со поддршка од ТАЕКС мисијата. Во Португалија, значи, бевме во комисијата кој што се вика КРЕСАП, а кој што посебно ги е задолжена за да ги селектира сите државните функционери, раководната служба во Португалија. После тоа исто така со поддршка на Центарот за управување со проекти, со промени, сега што сакам, и со поддршка од британска амбасада, бевме во Селор, во Белгиска федерација, кај што исто така гледавме и таму како пракса во овој дел на селектирање на високите функционери. И сега, после тоа, значи, генерално го правихме овој драфт закон што ќе го представуваме денеска тука заедно кај вас. Јас бев координатор на работна група и во таа работна група имаше неколку институции, представници од неколку институции кои што заедно го работивме законот со поддршка на Сигма. Значи, со овој закон се опфатени високите раководители во министерства, органи во состав на министерства, самостојни органи во државна управа, јавните предпријатија, здравствени установи кои имаат организацијски директори и трговски друштва во целосна државна собственост. Со цел да се загарантира уставно начело на поделба на власт, да се обезбеди целосна независност на јавните органи кои се дел од законодавна и судска власт, како и на институциите кои се грижат за безбедностна разузнавање, одбрана и дипломатија, одредбите на овој закон не се применуваат во судство, јавно обвинителство, институциите кои произлегуваат директно од Уставот, Уставен суд, Омбудсман, Народна банка, институциите од областа на безбедноста, одбрана, разузнавањето, армија на Република Северна Македонија, дипломатија, како и во институциите кои се основани и одговарат пред собрание на Република Северна Македонија, самостојни, значи, државни органи и регулаторни тела. Во зависност од институциите во кои се назначени, високите раководители ги имат следните називи: извршен секретар кој се назначува во Генералниот секретаријат на владата на Република Северна Македонија, Државното правобранителство на Република Северна Македонија, Секретаријат за законодавство, Секретаријат за европски прашање, Секретаријат за спроведување рамковен договор, Инспекцијскиот совет, министерствата, општина, градот Скопје и општините во градот Скопје. Извршен директор кој се назначува во самостојните органи на државната управа и органите во состав на министерства, како и во јавните предпријатија и јавните здравствени установи и акционерските друштва во целосна државна собственост. Заради обезбедување на фер, транспарентна и мерит постапка за селекција на кандидатите за високи раководни места, во законот е предвидено да се формира комисија за високо раководна служба, комисија која ги savрши следните работи: формира одбори за селекција на високи раководители, во натомошен текст одбори. Раководи со постапки за селекција на високи раководители, донесува акционен план за промоција на соодветна и правична застапеност и родова еднаквост и го следи неговото спроведување, за што го известува Собранието на Република Северна Македонија во рамки на редовните годишни извештаи. Го следи спроведувањето на овој закон во координација со Министерство за информатичко општество и администрација. Посредува помеѓу претпоставените функционери и високите раководители во случај на спорови околу предвремени престанок на мандатот на високите раководители, нивното разрешување и оценување на нивната работа.
презема мерки и донесува одлуки за целосна имплементација на законот во случај на непостапување или несоодветно постапување и одлучување на претпоставените функционери. Донесува интерни процедури и акти за внатрешна организација на работа на Комисијата на високо раководна служба, усвојува етички кодекс за висока раководна служба и врши други работи утврдени со овој закон. Комисијата за висока раководна служба е самостојна и независна во вршење на работите утврдени со овој закон, а своите надлежности ги врши во рамките на Собранието на Република Северна Македонија. Стручните и административните работи за Комисијата за високо раководна служба ги врши Министерството за информатичко општество и администрација. Комисијата за високо раководна служба е составена од 5 члена, кои се избираат во фер и транспарентна постапка. Законот предвидува два вида на услови за членови на Комисија за високо раководна служба, и тоа формални услови и неформални услови. Кандидатот за член на Комисија за висока раководна служба треба да ги исполнува следните формални услови: да има законски регулиран престој во Република Северна Македонија, да има високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен 7 степен, да истакнат експерт во својата област, да има најмалку 15 години работно искуство на општествено одговорни работни позиции. Во последните 4 години да не бил пратеник во Собрание на Република Северна Македонија, член на влада на Република Северна Македонија, градоначалник, донатор на политичка партија и да не вршил функции во органи на политичка партија. Во моментот на изборот, со правосилна судска пресуда да не му изречен казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност. Кандидатот за член на Комисија за висока раководна служба треба да ги исполнува и следните неформални услови: да не биде подложен на било каков политички или друг вид притисок, да поседува раководни вештини и способност за работа под притисок, да има висок општествен углед и високи морални стандарди. Постапка за избор на председател, заменик председател и членовите на Комисија за високо раководна служба започнува со објавување на јавен оглас за избор на членови кој го објавува Комисијата за прашање на избори и именување на Собранието на Република Северна Македонија. Секој граѓанин кој ги исполнува условите има право да се пријави на јавен оглас, а право да номинират кандидати имат и професионалните организации. Тоа значи дека законот дава можност кандидатите сами да се пријават, но и да бидат номинирани од професионалните организации, коморите. Собранието на Република Северна Македонија формира комисија за избор на членови на Комисија за високо раководна служба, кој е составен од следом члена: еден член назначен од стопанските комори, еден член назначен од Интеруниверзитетската конференција, еден член назначен од ЗЕЛС, 20 пратеници од владеечката партија, 20 пратеници од двете најголеми опозицијски партии. Оваа Собраниската комисија врши административна селекција и спроведува јавно слушување на сите кандидати кои ги исполнат условите за членовите на Комисија за ВРС. Комисија за избор на членовите на комисијата на јавното слушување покрај кандидатите со можност да поставуваат прашање ќе ги покани и членовите на Комисијата за прашање на избори и именување, како и номинираните представници од Народниот правобранител, Министерство за информатичко општество и администрација, највисоката научна установа, Сдруженијите на новинари, основани во соглас со закон, регистрирани пред повеќе од 5 години, и граѓанските организации или фондации, регистрирани во соглас со законот и со искуство најмалку 5 години во областа на владењето на правото или добро владење. Председателот на собрание може да разреши председател, заменик и председател, односно член на Комисија за високо раководна служба пред истекот на мандатот на негово барање, ако е суден за кривично дело, ако не може да извршува својата должност повеќе од 1 месец во континуитет, ако тој таа е одговорен за несовесно однесување, ако неоправдано е одсутен од 3 последователни состаноци на Комисијата за високо раководна служба или на вкупно 5 состаноци за 1 година. Ако е назначен за раководител на институции на јавен сектор, ако е назначен за член на орган на политичка партија, ако е избран на избор или е назначен од владата, собранието, општина, град Скопје или општина во град Скопје. Согласно предлог законот за високо раководители, согласно предлог законот за висок раководител може да биде назначен лице кој ги исполнува следните услови: да има регулиран престој во Република Северна Македонија, да има високо образование со стекнат најмалку 240 кредити според ЕКТС систем,
да има најмалку 10 години работно искуство во областа по дипломирање, да има најмалку 5 години работно искуство на раководно работно место, или алтернатива на алинеја 4 да има раководни вештини, ова е компетенција, во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречен казна или прекршечна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, да има задоволителни ниво на познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ. Високите раководители ја вршат функција на кои се назначени за период од 5 години. Најмалку 3 месеци пред истекот на мандатот на високиот раководител, претпоставениот функционер е должен да ја извести Комисијата за високо раководна служба за потреба од пополнување на високо раководното место. За споредување на постапката за пополнување на високо раководно место, Комисијата за високо раководна служба ќе формира одбор за спроведување на целата постапка за избор. Одборот се состои од 5 членови, назначен од председателот на Комисија за ВРС, од кои 20 членови од Комисија за високо раководна служба, 20 членови кои се експерти во област на институцијата, кој ги предлага претпоставениот функционер, и еден член од базата на експерти за управување со човечките ресурси. Одборот подготвува опис на високото раководно место, заснован на компетенции за високото раководно место и го доставува до претпоставениот функционер. Претпоставениот функционер дава забелешки за описот на работното место. Јавниот оглас за пополнување на високо раководно место се објавува на веб страницата на Комисијата за високо раководна служба, Собранието на Република Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија, општините, градот Скопје и општините во град Скопје, Агенција за администрација и институциите со кои се пополнува високото раководното место. Законот за високо раководна служба го регулира институтот вршител на должност или ВД. Имено во случај кога поради објективни причини, како што се немање доволно кандидати, предвремен престанок на мандат, пролонгирање на постапка за селекција и друго, претпоставениот функционер може да назначи вршител на должност до избор на високо раководител од редот на вработените во институцијата. Комисијата за високо раководна служба со одлука определува колку трае мандатот на вршител на должност во секој поединечен случај. Претпоставениот функционер заеднички со високиот раководител е договарат и утврдуваат годишните цели на високите раководител најдосна до 31 јануари во текомната година. Учинокот на високиот раководител се оценува врз основа на степенот на имплементација на годишниот план за работа и извршување на утврдените годишни цели. Претпоставениот функционер ќе го оцени учинокот на високиот раководител преку само оценување и интервју спроведено до крајот на првиот квартал од текомната за претходната година. Учинокот на високиот раководител може да се оцени со 3 описни оценки. Целосно ги исполнува институционалните цели, задоволнително ги исполнуваат институционалните цели и незадоволително ги исполнува институционалните цели. Високиот раководител има право и обврска за постојано стручно усовршување и развој за успешна остварување на институционалните и другите работи. Значи, јас имам и уште повеќе работи за ова, тука ќе скратам, за да не гледам дека да не должам многу. Само сакам на крај пред да завршам, а можеби вие имате веќе, пошто огласот беше законот беше објавен на ИНР и го имате прочитано. Јас сакам само 2-3 зборува во делот на усогласување. Значи 6 месеци после усвојување од собрание, овој закон треба, другите материјални закони треба да се усогласуваат во рок од 6 месеци, исто така и правилниците треба да се усогласуваат во рок од 6 месеци по усвоење во собрание. Исто така да ви информираме дека од страна на работната група Сигма е подготвен и финансискиот дел, финансиските импликации за спроведување на овој закон, кој што прилично за првата година е сумата, ако не сгрешам, беше 10 милиони денари прилично за да може да се спроведува законот. Јас тука би завршил, пошто знам дека ќе има и другите да зборуваат, за понатаму кога ќе отвориме дискусија за да почнеме со расправа. Благодарам.